Вчера министерот за образование и наука Мила Царовска овде во Кочани одржа на контена пресконференција на која не сакајки покажа како не функционира образованието во Македонија и во Кочани. Она како ја одржа пресконференцијата е пандан на како се одвива образованието. Односно, општината ја демонтираше советничката говорница и ја однесе во училишниот двор на училиштето Кирил и Методи за таа да одрже прес. Новинарите дојдоа и сами си ја донесоа опремата, сами донесоа микрофони, сами донесоа своји сталки, сами ја монтираа видеоснимката на своите компјутери кои што тие лично ги набавиле, а министерката остана да се грижи само за незиниот стајлинг. Односно, исто така како што функционира образованието. Родителите и наставниците се грижат сами да си обезбедат интернет, сами да обезбедат компјутерска опрема, сами да си купат микрофони, сами да купат веб камери, сами да се снајдат како да ја спроведат наставата. Нема место за наконтени пресконференции министерка на која што 10% од учениците не можат да следат настава, а таа е дел од влада која што не презема ништо, буквално ништо, за да и набави опрема на учениците, па и на наставниците. Единствени кои што нешто преземаат, гледаме дека е приватниот сектор. Токму вчера една од приватните компании, странската инвестиција Амфенол, донираше голем број на компјутерска опрема и тоа го честитаме и се заблагодаруваме за таквиот начин на општествена одговорност на компаниите. Меѓутоа, министерството ги остави и родителите и учениците сами. Нема место за наконтени пресконференции министерка која што за дел од стручните предмети се уште ги нема скратените наставни планови и програми, а во исто време на наставниците и ги бараат годишните и дневните планирања. Нема место за наконтени пресконференции министерка чија што национална платформа за учење, која што беше најавувана како вселенска програма, не и работи, а и нема најава од Министерството за образование и наука дека ќе проработи. Во моментот наставата се одвива на Microsoft Teams, на кој што нема доволно услови. Само за пример, еве да знаат граѓаните, наставниците по математика ги решаваат задачите на ливчиња, а потоа на веб камерите ги покажуваат на учениците. Нема место за наконтени пресконференции министерка која што критериумите за оценување ги достави сега во понеделникот, а и тие едвај се усогласени со начинот на кој што се одвива наставата. Сакам да знаат сите дека наставата моментално во Македонија, па и во Кочани, се реализира само благодарејќи на посветеноста на наставниците, на учителите, на родителите. Во овој момент во Кочани има толку Вибер и толку месенџер групи на родители и на ученици колку што има класови или двојно повеќе. Единствени кои што си помагаат меѓусебно, се обучуваат и ги решаваат проблемите се родителите кои што се оставени сами за себе и на кои што и помагаат наставниците. Дополнително сакам да знаете дека и наставниците немаат опрема. Она опрема која што ја спомена министерката дека е обезбедена IT опрема за наставниците е дел од опремата кој што училиштата ја набавиле за да ја следат наставата учениците. Значи тоа се компјутери кои што се набавени за практична настава, за техничко цртање, за информатика. Дел од тие компјутери затоа што учениците не се во училишните згради, сега ги користи наставниот кадар. Што значи министерството ја одземало оваа опрема од користење, од правото на користење на учениците и ја доделило да ја користат, односно да ја реализираат наставниците. Дополнителен факт е дека дел од училиштата немаат стабилна интернет врска, па наставниците се охрабруваат да ја држат наставата од дома со сопствен интернет и со сопствени компјутери, односно со сопствена IT опрема. Нема место за наконтени пресконференции министерка која што во Македонија го укина концептот на бесплатно образование. Уште еднаш ќе кажам, наставата се одвива благодарејќи на надчовечките напори и посветеноста на родителите и на наставниот кадар и на приватниот сектор кој што има општествена одговорност да донира дел од опремата. Тоа не е начин за организирање настава во една држава.